Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Јапонија, властите велат дека ситуацијата се стабилизира и покрај тоа што го зголемија нивото на катастрофата. А од САД поранешниот гувернер на Масачусетс, Мит Ромни, се приклучи на председателската трка. Во Вашингтон пак, градоначалникот уапсен во протест поради буџетот. Еве ги деталите. Ситуацијата во централата Фукушима се стабилизира, иако владата го зголеми нивото на нуклеарна катастрофа на најголемо, соопшти јапонскиот премиер Наото Кан. На истото ниво беше и хаваријата во Чернобил. Поранешниот гувернер на Масачусетс и еден од републиканските председателски кандидати во 2008-та, Мит Ромни, е заинтересиран за трката во Белата куќа 2012-та. Соопштувајќи одлуката, Ромни критикуваше дека политиката на председателот Барак Обама не успеала да ја заживее економијата. Градоначалникот на Вашингтон, Винсент Греј, уапсен во протест поради скратувањето на владиниот буџет од кој се финансира и градската власт. Греј и неколку членови на градскиот совет беа обвинети за незаконско собирање, а по неколку часа во притвор пуштени на слобода. Во САД со церемонии и симулации на најважните битки се одбележува 150-та годишнина од почетокот на граѓанската војна. Во судирот меѓу северот и југот, што се закануваше да ја распарчи земјата, а што започна на 12 април 1861 година, загина околу 600.000 американци. НАСА се обидува да објасни зошто светлината и радиацијата од експлозија во далечна галаксија на 3,8 милиарди светлосни години од Земјата се интензивира наместо да се намалува. Астрономите шпекулираат дека тоа се должи на распарчување на звезда од моќните гравитациони сили на супермасивна црна дупка во центарот на галаксијата. Во продолжение на Newsflash, во третиот и последен дел од серијата на Гласот на Америка за ромите во САД, говориме за предизвикот за многумина од нив како да задржат што е можно повеќе од своето богато наследство, а воедно да се интегрираат подобро во американското општество. Денес е еден од најважните денови во животот на Алекс Ели, ке се вери. Семејството на овој 18 годишен ром од САД организира веселба чија круна ќе биде одредување на миразот. Членовите на обете семејства побараа приватност, па затоа лицата им се зацкриени. Ќе одредат колку да платиме за нивната керка. Ќе бидам искрен, многу е скапо, но нема проблем. Потоа татко ми и татко и ќе наздрават. Алекс е во помладата генерација роми, која минува повеќе време во образовниот систем од која и да е од предходните. Тој ќе биде првиот во потесното семејство кој завршил средно училиште. Така решил самиот. Сватил колку е важно образованието кога добил училишна награда во 8 оделение. Сега ми има на плакета во училиштето. Тоа ја промени мојата идеологија на ром. Продолжив да одам на училиште каде има толку многу култури. Сватив, ром сум, но не треба да се дружам само со роми. Џорџ е таткото на Алекс, кој го представува синот во документарецот Потрага по четвртиот клин, трагајќи по тоа што значи да се биде ром во САД. Џорџ вели решил Алекс да остане во училиште и покрај непишаниот закон на оградување, што ги учи ромите да држат дистанца од другите етнички групи. Современите роми како мене сметаат дека ова е традиција што не одржала илјадници години. Нашите предци ја применувале како механизам на преживување. Професорот на Универзитетот во Тексас Јан Ханкок е ром, кој емигрирал во САД од Англија во 1972. Вели, што и да е потеклото на непишаниот закон, неговото одржување е многу битно за некои роми. Постарата генерација смета дека премногу образование однадвор го разблажува идентитетот и може да го загади во духовна смисла. На забавата на Алекс навидум падна договор меѓу асимилацијата и зачувувањето на културата. Се танцува на звуци на американска поп музика и миразот е готова. Неверојатни 12.700, а тој врати 2.700 од нив. Добра спогодба, сега е време за веселба. Но не додоцна во ноќта, затоа што уште утре Алекс треба да се врати на училиште.
Неодамна објавените резултати од пописот во САД за 2010 година покажуваат пораст на населението од латиноамериканско потекло. Трендот најмногу се чувствува во Тексас. Демографската промена воедно представува и предизвик за оваа сојузна држава, од што може да зависи нејзината иднина. На годишниот работен ручек на Латиноамериканската стопанска комара на Хјустон учествуваа градоначалничката Анис Паркер и многу други влијателни личности кои не се од латиноамериканско потекло. Последните 4 години под водство на председателката Лора Муријо, членството во комората се зголеми за 600%. Комората привлече бројни спонзори кои претходно одеа во Мајами или Лос Анџелес. Сега доаѓаат во Хјустон, бидејќи сметаат дека економијата тука е подобра од каде и да е на друго место. Многу бизниси се решаваат да наемуваат локални латиноамериканци затоа што може да помогнат во воспоставување на врски со земјите од Латинска Америка. Социологот од Универзитетот Райс, Стив Мурдок, е дециден дека иднината на Тексас зависи од латиноамериканците, популација чиј број најбрзо расте. 65% од економскиот растеж во Тексас се должи на латиноамериканското население. Додека растежот во другите сојузни држави главно се должи на напливот на латиноамерикански имигранти. Мурдок подлекува дека во Тексас во голем дел е резултат на природниот прираст на населението, веќе солидно интегрирано во општеството. Сепак, тој смета дека потенцијален проблем за Тексас е тенденцијата што ја покажа пописот дека латиноамериканското малцинство е помалку образовано и заработува помалку од населението од англосаксонско потекло. Мурдок заклучува дека економската иднина на Тексас зависи од ова динамично младо население. А Муријо од Трговската комора на Хјустон се согласува дека клучот за нивен успех и успех на Тексас е нивната едукација. А во утрешната емисија дополнителни чекори за зголемување на безбедноста на храната во САД. Дали е тоа доволно? Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Поздрава храна, помали трошоци. Поостра инспекција на прехранбените продукти во САД. Гледајте утре во Newsflash. Од Вашингтон го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија беше Јулија Велковска. И за крај ве покануваме да продолжите да не следите и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте ни утре.